Христос со ангелот негов. Чита Александар Станојков. Христос го пратил ангело некојаш за да му земи душата на една жена сиромашка со 5 машки деца. Влегол ангелот в куќи кај жената, ја гледат истината партал од партал во алиштата, дури месата ја се гледаат снагата. Се нагрвалиле дечињата околу неа и тие угулголи. Едното вика папо, другото леп, крајов сирота не може да му го најди. До огниште беше седнал еден гргулав дедо. Беше клал 2 пењушки и неколку јагленчиња. Туку дуаше со слабиот си здив за да го запалит и да се огреит, а ако беше лете кај Петроен. Беше си запалил чибучето и туку тргаше тутунчок. Опна за да стани сиромав дедо, не можеше, дури не му подаде снаа му рака. Кини се да оди полека, лека, како некоја желка преку угар. Тргна ѓоа кај врата да оди кај пондила, отпусти очи што не му гледаа. Се чуди ангело на тој стар како да биде толку жив и Христос да го прати за да му ја земи душата на мајка му, на 5 дробни деца без татко и да останат сираци и без татко и без мајка, да останат при еден дедо што не е вреден за себе, за да гледа 5 дробни дечиња. Стои ангело и се дума како да прави. Си вели со умо да не му земи душата на пргаата и здравата жена, ами на стариот што дошол гробу на врата. Дума 6, најпосле издумоти помуна си пред стариот да умри, одошто вдојцата со 5 деца. Тргна ножот од ножница и му зеде душата на стариот. Падна на плеќи умрен како од веко да беше заумрен. Се расчу по комшиите и сите го порадува и рекоти Господ го помилува за да умри и да куртулиса од голема старост што беше и се мачеше стариот. Ангело му ја однесе од стариот душата на Христа. Оф, ангеле, ангеле мој, му рече, сполај му, заошто ми преступи зборот мој? Лели јас те пратив на сиромашката жена да му ја земиш душата? Оти на старецов му ја зеде. Брго, однеси ја на местото и земуј му ја на вдојцата. Господи, не кајде суј да ја умриш таја вдојца, од имат 5 дробни дечиња и ќе останат како никој нигде, а пак на стариот му беше животот здодеан, да помуна си пет тој да умрит од таа. Или ја пак повелата да е твоја, лели ме праќаш да појда. Појде ангело и му кладе душата на старио, а од жената му ја зеде. Умре сирота вдојца и кој што чу, на големо чудо стана и си речоти Христос не прав работа. Спискаа деца околу неа, кој што виде срцето од жал му премре. Многу му се нажали на ангело од децата, ама друг го повела, немаше што да чини. Ја однесе при Христа и му кажа ангело за се како што се стори. Многу ти се нажали, му рече Христос на ангело, за старецо и за 5 малички дечиња ангеле. Ама јас ќе ти докажам оти моите скришни работи се чудни. За тоа да те уверам јас, оти ништо лошо јас не правам, појди на највисоката планина и скрши од најголемата стена едно парче камен од кај што никој не може да се прибери и донеси го вамо. Појде ангело и донесе, та го окрши на крст на 4 парчиња и еве ти внатре една жаба кај што стојала камено ископан токмо за неа. Вати жабата да скока и да се радува росна, како сега да влегла. Виде ангеле, му рече Христос, кој ја ранеше оваа жаба во камено? Ти, Господи, му рече ангел, прости ме оти ти сгрешив. Ете, така да знаеш, уште еднаш да не грешиш. Ај, појди кај оние 5 чорбаджии и речи му во мислата да земат по едно од децата што му е умре мајка му, за да и посинат и да се сторат богати. Поради нив ќе го гледаат и старио, за да поживе и раат, дури да му дојде дено. И вистина, така се сторило со децата.